Дрвократците прават вистински пустош во атарот на прилепското село Оревоеца, институциите скоро и ништо не преземаат. Планините каде некогаш имало шума сега се претворени во пустини. Жителите се жалат дека дневно тука поминували по 30 шпедитери, натоварени со 60 метри кубни дрва. И тоа се случувало буквално секој ден. Групата на дрвократци некои денови броела и до 70 мина. Жителите се плашат и за својот живот, затоа што добивале закани ако се обидат да ги спречат дрвократци. 30 шпедитери дојдо, ние 7 мина бевме. Што можеме да... А на секој шпедитер по 20 ода. То се 70 души. 60, 71 чета. И плюс се заканува, ваму го, со му запревне шпедитери 4 прошлава година. И се заканува, моторката трча од онакво е пали моторката и трча во нас. И додека нашата екипа ги снимаше овие изјави, во далечината дрвократците веќе одеа да сечат дрва. Саво Николовски вели дека дрвократците за неколку години 100% му ја уништили неговата приватна шума, а државата воопшто не го заштитила. Па мој имот е околу 35 декари, има околу 400-500 кубика дрва уништено. За колка временски период? Па тоа од прилика околу 3-4 години. 3-4 години наредно, а сега овие последни месеци нагло се сечи. Уништено 100%. Пријавувавте? Пријавував на полиција, па некогаш идеја, ќе дојда, ќе му избега со шпедитерите, овој не може да и брка, да и пајча, и тоа е тоа. Денеска ќе ги избрка, утре се бали исти случај. Во последно време дрвократците толку се охрабриле, што започнале да ја крадат и црковната шума која се наоѓа на само 100 метри од црквата. Иако под голем притисок дошла полиција и биле одземени неколку кубни метри дрва пред неколку денови. Дивата сеча продолжува и понатаму. Реакции имаме, бараме, се јавуваме во полиција, шумска, редовна полиција. Некогаш ќе ни рече не можеме да дојме, немаме возило, немаме ова, немаме овдека и сеча дрвата, ни село врва со шпедитерите, никој не си ода слободно во Прилеп. Значи ние стравуваме дека после сечењето на тие дрва, кога веќе нема да остане ништо, дека може да се влегува и веќе и по објекти, црковни објекти. Тука имаме и доста и викендици, кои ќе има доста. Јас разбирам дека и тие има одредени ресурси, дека има одредена број на полиција, така да не може сега да стаса. Но со добра координација, нивна и наша, јас мислам дека би имале подобар успех. Се бараат повисоки казни од земање на целата опрема со која што се крадат дрвата. Предметите и коњите, шпедитерите кои се предмет на тие кривични дела по нивното легитимирање, самите коњи му ги враќаат на дрвократците и тие за неколку дена повторно организирани со истите коњи доаѓаат да берат дрва. Значи практично алатот кој за нив е многу вреден и кој му е најпотребен за кражба на дрвата останува во нивни раце. Сега зборувам и во делот на кривичните или прекршачните санкции. Сметам дека е многу низок и дека треба во тој дел да размислува државата. Жителите повикуваат на организирање на итна голема акција од страна на МВР за сузбивање на овој криминал кој се случува пред очите на сите.